Викендов во Тетово се одржува првиот саем на мед. На штандови пред Центарот за култура Илјоантевски смок во Тетово, производителите на мед и пчелна опрема денес и утре ги изложуваат своите производи пред заинтересираните граѓани. Целта на саемот е да се промовира полошкиот мед, кој според производителите важи за еден од најквалитетните во Македонија. Ова е организација од Сдружение Градот на пчелите од Тетово, во соработка со општина Тетово. Прв фестивал со ваков формат што се организира во Тетово. Присутни се еден солиден број на пчелари со своите штандови. Исто така се и тие продавници што продаваат пчеларска опрема. Ке има предавачи исто така од Албанија, од Косово, од Македонија и од Босна. Специфичен е и садење на медоносни дрвца во паркот на пчелата во Тетово. Целта е да се промовира полошкиот мед. Нели Тетово е под Шар-планина. Флората на Шар-планина достигнува број до 2000 типови на цвеќе, што значи го прави пчеларите во овој дел од Македонија прават еден од најквалитетните и најдобрите медови. Но до сега немал организиран саем во Тетово со кој тетовските пчелари би се промовирале во пазарот како производители на добар квалитетен природен мед. Тоа е единствената цел. Проблемите во пчеларството како форма на бизнис, да, има многу фактори што прават проблеми, но некогаш тие проблеми не е виновен фактор човекот. Во тоа влијаат и климатските промени, и воздухот, и ред други работи. Жално е што тетовските пчелари многу малку ги користат националните програми за развој на пчеларството, особено во руралните средини. Жално исто така што не ги користат фондовите од ИПА и од ИПАРТ фондови. Затоа и се организиравме, значи да се едуцираме и во тој аспект дека постои такви фондови кои можат да им помогнат на пчеларите за модернизација на пчеларникот, на опремата. Да, тоа што треба да се прави е поголема соработка меѓу пчеларите и државните институции, кај што тие ќе ги промовираат, усвари ќе ги убедуваат пчеларите дека се добри програми и треба да се аплицира во нив. Производителите на мед во Полошко, кои ги изложуваат производите на првиот саем на мед во Тетово, се надеваат дека саемот ќе прерасне во традиционален, кој освен промоција на медот, ќе донесе и промоција на градот. Јас сум Владимир Антовски од село Жилче, пчеларам веќе 20 години, со пчеларство се занимавам професионално исто толку време. Значи, ова за нас значи многу. Како почеток, може да кажеме дека нема некој голем одзив, но сепак секој почеток има своји недостатоци, така да мислам дека со тие недостатоци со тек на година до година ќе ги отклониме, така да ќе има подобар одзив и на пчеларите, мислам во поголем број, со повеќе штандови до година, со поголем број на пчелни производи се разбира, како и да биде подобро медиумски покриено, порано да се дознае за пред се купците, тоест конзументите на мед и на други пчелни производи да бидат навреме известени, да го посетат колку што е можно повеќе овој саем и да се запознаат со производите кои што им ги нудиме од одблиску и да купат доколку се заинтересирани, се разбира. На саемот за мед, што викендов се одржува за прв пат во Тетово, може да се видат и купат најразлични пчелни производи, а особено интересно за посетителите беше биомедот, кој всушност е мед добиен на нестандарден начин, односно од дрва и карпи во недопрени предели, каде пчелите го оставаат својот производ. Овој мед, на пример, од дрво, кога ќе најдеш 40 км негде низ планини, идеш со коњи, со цели опреми, со луѓе, со десетина луѓе да го вадиш. Тоа е 100% биомед. Нема никаков допир на луѓе, нити можат луѓе да придат тамо. Значи, на посебен начин има како се вади тој мед. Тој мед не може да го извади секој.
Во рамки на првиот саем на мед во Тетово се одржаа и предавања од страна на предавачи од Албанија, Косово, Босна и Херцеговина и Македонија.